Почитувани, разговараме со господин Никола Димитров, поранешен министер за надворешни работи и вице-премиер за европски прашања, а сега во улога на председател на движењето Солуција. Господине Димитров, добре дојдовте во Вашингтон. Што е поводот? Добре ве најдов и голем поздрав до гледачите на Гласот на Америка. Јас сум со моите пријатели и колеги од групата за советодавната група за политики, наречена Балканот во Европа, БИПАК како кратенка, што ја координира Флоријан Бибер од Грац. Тука сме да размениме мислења, да кажеме како гледаме на состојбите на Балканот. Имаме средби со Стејт департментот, со Представничкиот дом, со Сенатот и еден јавен и еден полујавен настан со think-танкови, Атлантскиот совет и Националната фондација за демократија. Нашите гледања за тоа докаде сме со европските интеграции, дали одиме напред, назад или стоиме во место во однос на демократијата и владењето на правото, како да се решат оние спорови што се уште не се решени, бидејќи гледаме дека не е мудро да се оставаат нерешени прашања или да се туркаат под килим и да одговориме за тоа каков ќе биде интересот на нашите соговорници во Вашингтон. Го видовте најновиот извештај на Европската комисија за Северна Македонија. Што мислите за оценките во него? Извештајот ја отсликува реалноста, значи е објективен. Има посебно загрижувачки оценки во однос на реформите во правосудството, каде вели нема напредок, во превенцијата и борбата против корупцијата, каде вели нема напредок, нема напредок и во однос на легислативата која што има за цел да внесе повеќе мерит, значи напредување за способност наместо партиска лојалност во јавната администрација. Тоа се срцето на копенхашките критериуми и од прогресот во овие области зависи вкупниот прогрес, напредок во пристапниот процес. Во основа Европската комисија вели зборувате добро, меѓутоа не правите. Значи, првата реченица од документот за целиот регион, комуникацијата од комисијата, вели владата постојано повторува дека Европската унија е стратешка цел, меѓутоа за земја што е во овој процес крајно време е да почне да испорачува. Значи, тоа што го зборувате, ајде да го испорачувате и мислам дека разбива многу домашни политички наративи кои што ја злоупотребуваат европската приказна. Извештајот е многу јасен за и тој ми го употребува злоупотребата на европското знаменце за законски измени кои што немаат однос, врска со европското законодавство и тука ги потенцира измените на кривичниот законник, кои што не се проблем само за придонесуваат за побрзо застарување на актуелни кривично-правни случаи, туку се проблем и за кривично гонење на идни, бидејќи влијаат на самата постапка. Нешто што владата го донесе образложувајќи дека се приближуваме кон европското законодавство со овие измени. Мислам дека е важно што ово извештај ја расчисти маглата околу европската приказна. Во неколку наврати имавте изјавено дека преговарачката рамка со Европската унија можеше да биде подобра. На што мислите при тоа? Во преговарачката рамка влегоа барања од маката што билатерално ја имаме со комшиите, со Бугарија, наспроти мислењето и на комисијата и на многу земји членки дека
тоа треба да биде црвена линија дека овие вакви билатерални прашања, каде што се допира идентитет, јазик, историја, не треба да се мешаат со копенхашките критериуми. И ние сега реалноста и го отсликува тоа што јас уште минатата година го зборував, дека нема да остане внимание и енергија и од македонска страна, а дури мислам дека тоа има известно влијание и кон Европската Унија, преголем фокус на овој проблем. Преголем фокус во последниве месеци на уставните амандмани, а недоволно фокус на суштината на пристапниот процес, борбата против корупција, функционалноста на институциите, независноста на судиите и така натаму и така натаму. Практично, ние имаме едно нерешено билатерално прашање на тешки теми, измешано со реформскиот процес, со тоа што ни треба, копенхашките критериуми. И ова, на некој начин, го зачворува, го врза во чвор нашиот пат кон Европската Унија и мора да најдеме вистинско решение. Така зборувам конзистентно и кога бев во влада и од кога излегов во влада, мислам дека мора да го решиме проблемот и мора да го заштитиме интегритетот на процесот за вистина да не реформира, за вистина да мотивира на реформи. Господине Димитров, неодамна ја основавте невладината организација Солуција, а некои тоа го толкуваат како дистанцирање од СДСМ пред изборите во 2024 година. Ваш коментар? Јас во владата влегов како активист, а не како член на било која политичка партија, а влегов од невладин сектор од Холандија. За мене природно е да се вратам во невладиниот сектор, но да продолжам да бидам активен политички, бидејќи сите граѓани можеме да бидеме активни политички и да влијаеме да ни растат партиите. Да не бидат како дуќанчиња, кои што се бават со вработување, туку да се бават со политики и со општото добро, како да си ја средиме државата. Вие и практично никогаш и не излеговте од водите на политиките и неретко се споменува вашето име како можен иден кандидат за председател на изборите во 2024 година. Имате ли донесена одлука за тоа? Мојата одлука е граѓанска акција. Не сум заинтересиран за јавна функција. Многу сум заинтересиран да им правиме што е можно потешко на партиите и на јавните функционери кога грешат и да ги поддржуваме тогаш кога одат во исправната насока, без разлика дали настапуваат со едни букви, една политичка партија или со други букви. Мојата амбиција е да создадеме една граѓанска сила што ќе биде фактор во македонското општество и што ќе турка кон подобро. Пред се за владење на право и за одговорност против корупција и младите луѓе да можат да си најдат работа врз основа на своите способности и да не мора да одат по партиски штабови и да бидат на партиски списоци за да можат да најдат вработување. Убеден сум дека политиката нема што да бара во образованието во училиштата, нема што да бара во болниците, нема што да бара во судовите и јавните обвинителства. Штом го тргнеме партиското влијание од овие системи, работите ќе ни тргнат за добро, дури и го продолжат некои од комшиите да не го попречуваат европскиот пат. Многу е важно тоа што го правиме дома. Господине Димитров, ви благодарам на разговорот. Благодарам на можноста.